Благодарам, почитувани присутни. И денес продолжуваме со дебатата за буџетот за 2020 година. Овде сме да им објасниме на граѓаните што се нуди и во кој правец ќе се движат финансите, финансовата политика последната година, но и кои проекти се предвидени, каков развој не очекува, но пред се што ги очекува суштински граѓаните во следната година во севкупниот нивни живот. Дали ќе им се подобри, дали ќе имат подобар стандард, поголеми плати, можност повеќе да заминат на одмор, да отпатуваат некаде, можност повеќе за само едуцирани, така натаму и така натаму. За жал, СДСМ не им нуди ништо на граѓаните со новиот буџет. Преку амандмани пробавме да го коригираме буџетот, да го подобриме, но не прифативте ништо. Мнозинство сте, исто ќе се случи и сега со конечното гласење. Сами го носите буџетот, не ги прифаќате нашите предлози, но и одговорноста кон понатомошниот развој на државата е ваша. Поточно на пратениците кои впрочем и на некој начин, не на некој начин, туку се тие што го гласаат буџетот. За среќа на граѓаните, ова ви е последен буџет. После 5 години власт, значи завршува сето, меѓутоа за жал до сето ова негативно и лошо што е направено на Република Македонија. Експериментирате со буџетот. Секоја година различно го проектирате, немате континуитет, секоја година ветувате, а ништо не реализирате. Ја задолжиште државата до бескрај, намален брутно домашен производ, катастрофална реализација на капиталните инвестиции, немате ваши проекти, работите на постоечките кои ги започна ВМРО ДПМН, но и тие ги градите со слаба динамика, а дели ги стопиравте. Понатаму ќе објаснам за кои се работи, пред се во делот на проекти кои се во Источна Македонија, во Источниот регион, односно изборната единица 3 и поточно во градот Штип. Не сум слушнал да се изгради спортски објект. Во времето на ВМРО ДПМН годишно се града 50 до 60 спортски објекти. Не сум слушнал да се изгради фабрика со странски инвестиции. Ја нема платата од 500 евра. Ја нема платата од 100.000 денари за докторите. Нема за гарантиран откуп на земјоделските производи. Нема ниту еден проект за Источна Македонија, како што кажав. Останавте на проектите од ВМРО ДПМН и тие слабо ги движите. Немој да заборавите дека неколкуте проекти кои се клучни во тој дел и ги направи ВМРО ДПМН, ви остави на можност, го закаснавте автопатот Миладиновци Скопје, Штип Миладиновци, се стопира градењето на клиничката болница, која и текако е многу важна и тоа е многу погрешна политика што ја правите. Се намали динамиката на градба на патот од Штип кон Кочани, кој беше многу важен за овој дел на Источна Македонија, за побрзо поврзување, за покомотно и по-брзо и посигурно патување. Како што реков, ја задолжише државата, понатаму во делот на моето излагање ќе напоменам што, колку и како за колку краток временски период, еве вчера бевме сведоци колкава беше сумата на оно што го направивте. Ја зголемивте акцизата на нафтата, нема зголемување на пензии, преку инвестицијскиот фонд си поделија пари, дел од вашите членови на Социјалдемократскиот сојуз и многу други работи кои што ги витувавте, а не ги реализиравте. Почитувани, како што реков, 5-та година сте власт. Откако дојде Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на власт, тешко на граѓаните. Нема подобар живот, нема поквалитетно образование. Впрочем, тоа го потврдуваат и меѓународните релевантни институции, кои сериозно неопоменени кажа дека имаме едно од најслабите образование. Нема поквалитетно здравство, нема поквалитетни услуги во администрацијата, не помагате ништо во делот на луѓето кои работат во тие сектори и во здравство, и во образование, и во администрација, за да можат многу поефикасно, многу постручно, многу поквалитетно да си работат својата работа. Нема повеќе храна за граѓаните, нема зголемен буџет, нема почист воздух, почитувани. Се сеќавате на времето кога силно говоревте
и им велевте на граѓаните, кога ќе дојде Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на власт, утре дента веќе ќе биде чисто. Не знам дали се сеќавате и за Берово исто така најавуваа почист воздух, ама некако ни ја нема таа работа. Кучињата скитници понатаму шетаат по улиците на Скопје, на Македонија, на секаде. Ветувавте дека ќе ги решите, ветувавте дека ќе им дадете хуман третман, ќе ги згрижите, меѓутоа сведоци сме дека се повеќе луѓе има кои на некој начин се плашат да ја поменат улицата или да излезат во град затоа што има такви голем број на кучиња кои шетаат по улиците. Ги обре на сите страни. И за тоа ветувавте дека ќе решите проблемот. Дури во Струмица имаше една можност да се даде на приватна иницијатива за пари кои се смешни, едноставно пак некој дил партиски, да се префрли ѓубрето на друга институција, а не да го работи јавното предпријатие кое му е обврска. Да не зборуваме за бројот несечени дрвја, кога знаевте дека за секој едно дрво ќе го гушкате, ќе го штитите и така натаму, крај да се нема колку дрва си сечено, колку нелегално се секуват дрва во тој дел. Имаме зголемен криминал, како однос на зголемената сиромаштија. Почитувани, овој буџет е популистички, мегаломански и буџет со кој се прави политички подкуп пред најавените предвремени парламентарни избори. Односно се прави институционална корупција. Ова не е буџет за развој на Република Македонија. Македонија заостанува за достанатите земји во регионот. Капиталните инвестиции се на ниско ниво. Додека соседните држави градат и пуштат во употреба нови автопатишта, училишта, болници, спортски терени, Македонија има претседател кој сака да ја напушти државата. Уништувањето на државата, неработата, никој пат не била полоша. Не памтиме кога во некој дел од Македонија се отворила нова фабрика или се вработиле повеќе луѓе. Поголема катастрофа не била никогаш до сега во државата. Се уште немаме членство во ЕУ и добивање на датум. НАТО не е реализирано, иако тоа ви беше и главната предизборна реторика во почетокот на кампањата. И од тоа ништо. Што всушност вие им понудивте на граѓаните? Апсолутно ништо. Граѓаните се разочарани. Кога зборуваме за буџет, вака на изглед, оно што го ветувавте дека ќе го правите со намера да вложувате во човечкиот капитал. Ајде да ви поверувам. Од делот на финансовата политика ја менувате стратегија. Додека го критикувавте нашиот финансов начин на работа, наметнавте друг, за да ова година, еве сега пред 2-3 дена, се донесе закон кој впрочем го стопира тој прогресивен данок кој го ветувавте. И сега што правиме понатаму? Дали заслужуваат граѓаните на Македонија некој да се игра со нив? До кога тие експерименти? Оно што го говорев, нити имате континуитет во буџетот, нити се знае од денес за утре како ќе биде. Огромен број на закони, по цела година ги носевте и по 5-6 пати ги минувате во текот на годината. Сега тука имаме суштинска промена. Ако ги гледате буџетите како континуитет, еден со еден нема допирна точка. Единствен континуитет во тие буџети се, ако зборуваме за автопатот, кој остана во тој период, Штип Скопје, Милодиновци, кој на некој начин минатата година се заврши. Ова година се заврши. Ако зборуваме за болницата, пак болницата ви е во Штип, клиничката болница, пак во еден топ приоритет на проекти. Таа и ова година е ветувавте, и претходната година. Тоа требаше да се заврши до сега. Значи, тие се работите кои на некој начин ги правите. И сега, јас сакам ко граѓанин да ви поверувам. Не можам. Не ми го исполнивте оно што го барав. Јас сум спортиста, немам спортска сала, немам подобрување во делот на спортот, со ваучерите се направи сериозен проблем. Јас сум земјоделец, не ми загарантиравте откуп на земјоделските производи. Јас сум граѓанин кој сакам да дишам чист воздух и тоа не ми го возложивте. Јас сум граѓанин кој сакам безбедно да шетам по улиците и тоа не ми го возложивте. Во Штип имаше неколку палење на автомобили
со сериозен проблем. И како понатаму, почитувани колеги, како јас себе како граѓанин да ви поверувам дека вие ова што го ветувате ќе го реализирате? Сакам да верувам дека ова многу вкусно изгледа, многу честно изгледа. Знаете, од сега натака ќе се качиме на месечината и Македонија, од таму ќе го гледа светот. Не бе, луѓе, имате сериозен проблем во реализацијата. Капиталните инвестиции ви се на нула. Сериозен проблем е во државата. Дали се сеќавате пред 4 години кога најавувавте, а зборувам и за 5 години, затоа што 2015 се техничка влада. Сте во делот на процесот на владата. 6-та година е поред. Не се 2,5 години, не се 3 години. 6-та година влегувате. Среќа на граѓаните на Република Македонија, што ова ќе се промени сега на 3 јануари. Ако не си пишманите и за тоа, и тука симптоматично е дали ќе си додржите до зборот. Оти често пати вашиот збор е секогаш обратно на другата страна. Ќе ве потсетам за една работа која исто така многу загрижувачка во ова и на кој начин ќе го обезбедите средствата. А тоа е задолжувањето. Вчера и некои зборувавме за задолжувањето. Искрено да ви кажам, имав еден говор спремен, меѓутоа со замолница од нашиот координатор, со цел, иако денес го злоупотребивте тоа, да поминат, да не правиме обструкции во однос на донесувањето на тие закони, бидејќи сме сведоци, тука се случуваше кога го блокиравте цело собрание, сакаше не вие, претходните ваши колеги, затоа ве подсетувам, бидејќи не знаевте, за 50 милиони евра кои требаше да ги вратиме, сакате да го блокирате целиот буџет за кој ќе плаќавме сериозно големи пенали. Да не бидеме вие, ние вчера овозможивме, иако е буџетска расправа, да се овозможи и овие закони да поминат. Свесни сме дека е сериозен проблем. Вие вчера и денес уште со 2 закони ја задолживте државата со 296 милиона евра. Во однос на задолжувањето на државата, каде ви се уште поголемите грешки во делот на стопирањето на проектите што ги прави и што ги имаше претходно поставено, проектирано, тендерирано и во фаза на реализација проектите, е и патот Кичево-Охрид. Толку го кренавте на високо ниво, дека патот е крив, дека не знам кинезите не знаат да прават пат, неспособни биле, па ние не знам, па провизии, така натаму, да ова година сме сведоци да вие кога барате 179 милиони долари. Знаете за колку? За 6 надвозници и еден алтернативен пат од неколку километри. 179 милиони долари. Значи тоа е некаде, се зголемува цената на патот за некаде околу 40% плюс од вкупната цена на чини. Знаете ли дека со неизградбата на патот кон Прилеп, колкава штета трпи понатаму Република Македонија? Знаете ли дека со неизградбата на неколкото рудници кои се почнаа пред се и Казан дол, колкави пенали ќе се плаќат? Знаете ли дека сите проекти што се застана не се изградија во Република Македонија, дека ќе плаќаме пенали за тие работи? Да се врати патот, еве символично вака, пластично да ми обяснам на граѓаните. Почитувани граѓани, патот што се стопира кон Прилеп, ќе треба допрва да се тендерира, да се проектира наново, за да се види до каде се стојбата, па наново да се пушти. Кој ќе одговара за целата работа? Кој ќе одговара за работите што застанаа во болницата во Штип? Дали сте свесни за целата таа состојба? Вака многу убаво изгледа, од следната година, почитувани граѓани, владата на Социјалдемократскиот сојуз ќе ви овозможи се. Не. Јас ви гарантирам, сега тврдам, со мој интегритет, дека ве лажат. Ве лажеа цело време, ве лажат почетокот на изборите, ве лажат во текот на целиот континент и сега ќе биде истата работа. Јас толку не им замерам на моите колеги пратерици. Тие на некој начин се тука, ќе морат да дадат подршка на својата влада. Меѓутоа сведоци сме дека владата неколку пати се менуваше, 5 пати се направија промени, се променија многу министри, меѓутоа ефектот го немаме никаде од целата работа. Почитувани, чисто вака како информација во однос на бројки, иако не ми беше намерата во бројки да зборувам, затоа што ги збунуваме луѓето. Ако го зборуваме за одреден проект, го има или го нема, се гледа дали е некој направил или не. И се евидентни проектите кои ги има направено во МРД во претходните 10 години и кои моментално сведочат за едно време кога многу се градило, се создавало во ова држава. Меѓутоа сега за жал имаме рекет, имаме инвестициски фондови, имаме сериозни проблеми и злоупотреба од видни граѓани на Социјалдемократскиот сојуз, на членови, на функционери и така натаму. Сериозен проблем во државата. Нити право, нити правдина, нити живот, ништо. Само сиромаштија, разочарување и најважното, најсветото, најскапоценното, она што велевте и она што пред владата на Република Македонија
ги остававте влечките, сандалите и чевлите на оние што се иселиле. Знаете единствено се што направите во овој период. Тоа е оградата од пред владата на Република Македонија, ја откорнавте, ја откорнал некој, извинете, вака се често пати кога вас се обраќам, ја откорнал некој и сега знаете што е интересно? За да се направи таков потек, треба да има проект, треба да има начин како да се прави, треба да се знае што се прави. Еве едно прашање. Каде е оградата од пред владата на Република Македонија? Ветивте дека ќе правите клупи. Нити клупи видовме, нити ништо. Знаете ли колкава е штетата? Денес буквално бевме сардисани пред собранието на Република Македонија, толкаво обезбедување нема видено во животот. Дојде председателот на државата, го сослушавме, требаше да не обедини во неговиот разговор, меѓутоа за жал тој политички настапи како да е уште член на Социјалдемократскиот сојуз и впрочеме. Меѓутоа, нели ветувавте дека ќе бидат отворени портите на парламентот, отворени портите на владата, нити отворени, нити ништо. Не претресува тука како не знам какви криминалци сме да не можеме да влеземе. Зошто председателот, и тој е човек како јас и вие, зборуваме за однос, за живот, за демократија, за почитување на зборот што си го дадовте. И не е лошо. Ви препорачувам да си го прочитате четивото, да си ги прочитате сите работи. Касно е сега, почитувани, многу е касно. Еве сега веќе од 3 јаnuари имаме нова влада, ќе имаме техничка влада, од 12 април завршува вашата приказна, ќе дојдат поквалитетни луѓе, ќе дојде поквалитетна опција, ќе дојде поквалитетна коалиција на чело со ВМРО ДПМН, ќе се решат многу работи. Штетата која ја направивте е сериозно голема и нема враќање од неа. Пред се во делот на националните работи. Намерата да не обедините, намерата да ги смирите состојбите во односи и со соседите, апсолутно во погрешен правец се однесе политиката. И сега, кога ќе заклучиме на крај, што Социјалдемократскиот сојуз направи во целост? Ништо. Апсолутно ништо. Апатија, разочараност, сиромаштија, загаден воздух, кучиња скитници по улиците, исечени дрвја, стопирани сите проекти. Прашувам, јас сум како спортист, зошто го сопревте објектот на факултетот за физичка култура, здравје и спорт? И факултетот за информатички науки. Тоа се двата клучни факултета кои продуцират сериозно квалитетни кадри. Зошто, почитувани колеги? Дали знаете, дали ги запрашате вашите министри, владата, да му кажете на вашиот премиер, премиере, ние се боравме на децата да ни помогнеме. Дали сте прочитале нешто дека во вашиот буџет ги немаме тие проекти? Зошто? Зошто ни се касни болницата во Штип? Зошто се касни патот кон Кочани? Еве колегата од Кочани е тука, секојдневно ризикува да патува од Штип таму кон Кочани, а вака ќе беше многу побезбедно да патува во тој правец. Почитувани колеги, катастрофално, застрашувачки и разочарувачки е целата политика на Социјалдемократскиот сојуз. Јас би сакал да кажам, јас поднесов некаде околу 100 амандмани, дел заедно со колегата Никола Вицевски, заедно со Дафина Стојановска, заедно со Благица Насовска, заедно со Иван Иванов, со Слагена, со Владко Ѓорчев, со Лјупчо Дибовски и така натаму, мојот имињак, со Драган Данев, со Зоран Елиевски, со Весна Пемова, со Слагена Митовска, со Жаклина, меѓутоа и со многу други. Да ви кажам, прифативте еден половичен амандман. Греото е. Дали Штип заслужува таков однос? Нити еден проект да се нема во рамките за поддршка на Штип, за Источна Македонија. И оно што беше постоечко го нема. А да не зборувам кога ви барам за улица со поврзување на населбата Балканска со Чараклија, за барење на брана на Козечка река во општина Карбинци, за изградба на велосипедска патека во Карбинци, изградба на водоводна линија во селото Чараклија, во населбата Македонка, изградба на градинка во Караорман, изградба на пречистителна станица во Делчево, изградба на споменик на децата беглаци, оној што некој сака го искрши. Нити тоа не го прифатите, се работеше за 1 милион. Изградба на канализација во Караорман, нов Караорман. Поставување на заштитна ограда, единствено тоа го прифативте и делумно и намаливте цената. Изградба на канализација во Козјак, на катни гаражи во Штип, реконструкција на околен пат према Таринци, изградба на пешачка велосипедска патека кон Чардаклија и така натака и така натака. Почитувани,
Ништо од тоа не прифативте. Немавте желба, немавте намера да направите нешто. Јас ви кажувам и ќе заклучам со ова. Многу е лесно да ветувате. Тешко е да се реализира. Многу е лесно да се ветува. Благодарам. Меѓутоа треба да се реализира. Прочитајте си го вашиот памфлет за живот за Македонија и ќе видите дека 99% од вашите предвидени, планирани активности не ви се завршили. Благодарам. Реплика пратени го од Самка Јуримовски. Повелете.